Dobar den, dragi učenici. Ja sam nastavnička Tatjana od osnovното училище Johann Heinrich Pestalozzi v Skopje. Dneska zajedno s mene imate čas po matematika, kada što ke zborуваме za parovite na desetki so zbir 100. Kako cilj na ovoj čas je da se podsjetime na site parovi čiji zbir je 10 i da gi povrzeme so parovite desetki čiji zbir je 100, da gi nađeme site parovi od desetki čiji zbir je 100 i za parovite čiji zbir je 100 da gi zapišuvаме соодветните факти za sobiranje na polne desetki do 100 i odzemanje na polni desetki od 100. Prvo ke se podsjetime na parovite brojevi što ni davat 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0 i 10 dava 10, 1 i 9, 2 i 8, 3 i 7, 4 i 6 i 5 i 5 dava 10. Ili napišani kako brojni izrazi, parovi na broj od 10 se 0 plus 10, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5 i obratno 10 plus 0, 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4, odnosno 5 plus 5. Evo go broj od 10. Par na 10 na broj od 1 do 10 je 9. Kako ke go povrzeme parot čiji zbir je 10 so parot čiji zbir je 100. 100 го dobivаме со dodavането plus na още една 0. Odnosno, automatski, ako dodademe na jedinicata 0, dobivаме 10 i na devetkata 90. Znači par do 100 je 10 plus 90. Evo to da го видиме убаво и во табела стотка, за да го сватиме подобро. Првите 10 броеви од првата десетка е еднакво на 10. Потоа ќе ги зброиме преостанатите десетки, за да видиме уште колку имаме до 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи 9 десетки, односно 90. Како пар на 100 ќе биде 10 плюс 90 е еднакво на 100. И обратно, 9 десетки со жолткото и уште едната десетка ќе биде 90 плюс 10 е еднакво на 100. Еве уште еден пример. 3 и 7 ни се пар до 10. Со она што претходно го кажавме, знаеме дека и 30 плюс 70 ни го даваат бројот 100. Ево истото ќе го видиме повторно во табелата стотка. 1, 2, 3 десетки е еднакво на 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 десетки е еднакво на 70. 30 плюс 70 е еднакво на 100. Или 7 десетки со жолткото и 3 десетки со зеленкото ќе ни дадат 30 плюс 70 плюс 30 е еднакво на 100. Математички имаме проблем, односно број што недостига. Имаме 40 плюс нешто ни дава 100. Ќе употребиме табелата стотка, која што во овој случај е без броеви и може убаво да забележиме дека имаме една десетка, 2 десетки, 3 десетки, 4 десетки, односно 40. Уште колку не достигаат до 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сите овие со зеленкото, 6 десетки се 60. Односно 40 плюс 60 ни даваат 100. Значи 40 плюс 60
еднакво на 100. Ова е еден факт. И ако го знаеме овој факт, кои други 3 факти ние може да ги видиме од ова равенство? Веднаш ќе знаеме дека и 60 плюс 40 е еднакво на 100 и за одземање 100 минус 60 е еднакво на 40 и 100 минус 40 е еднакво на 60. Ке може убаво да забележиме, односно гледајќи ги фактите за паровите на бројот 100, сигурно и вие забележувате сличноста со паровите на бројот 10. Вака покриено, сигурно знаете дека 4 плюс 6 е еднакво на 10. Голема сличност и како заклучок ќе дојде. Прашувајќи се колку десетки има до 100, е исто како кога се прашуваме колку единици има до 10. На бројна оска истото може на следниот начин да се види. Имаме задачка 20 плюс нешто е еднакво на 100. На бројната оска ќе ставиме една стрелка до 20, каде што ги имаме двете десетки, таа со црвеното до 10 и до 20 со сината боја, и потоа да видиме уште колку ни достигаат до 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 десетки е еднакво на 80. Истото ќе го направиме и со друг пример. Одиме до 50 и потоа едноставно броиме. 1, 2, 3, 4, 5, односно 50 плюс 50 е еднакво на 100. Што научивме на овој час? Ние веќе ги знаевме паровите че избире 10 и научивме истите тие парови да ги поврземе со паровите десетки че избир е 100. И за паровите десетки че избир е 100 ги запишувавме соодветните факти за собирање на полни десетки до 100 и одземање на полни десетки од 100. Сега преку еден краток квиз да повториме што видовме. Го имаме бројот 100, тука е и бројот 40. 40 плюс колку ни дава 100? Точно така, 40 плюс 60 е еднакво на 100. Да ги запишеме и останатите факти. 60 плюс 40 е еднакво на 100. 100 минус 40 е еднакво на 60 и 100 минус 60 е еднакво на 40. На истиот начин да решиме и следната задача. 50 плюс колку ни даваат 100? 50 плюс 50, точно така, ни го даваат 100. Или 100 минус 50 е еднакво на 50. Колку плюс 20 ни даваат 100? Одлично, 80. 80 плюс 20 е еднакво на 100. И 20 плюс 80 е еднакво на 100. 100 минус 20 е еднакво на 80 и 100 минус 80 е еднакво на 20. На крај и задача за дома. Математика за второ оделение. Дел 1, страна 21. Она што го научивте да го примените, решавајќи ги овие задачи. Ви благодарам на вниманието. Довидување.